Веруваме дека уживате во досегашниот наш избор на убави наши македонски песни и ора, а за сите вас кои прв пат сте со нас, да ви кажеме дека ја следите емисијава на македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Претходно ви ја понудивме песната Моме седи на чардак во исполнение на нашата гостинка Елена Андоновска. Тука чест и задоволство ми е да ја најавам господја Елена Андоновска, естраден уметник, односно естрадна уметничка која многу години работи и твори како вокалист во македонскиот национален ансамбл Танец. Врската е воспоставена. Господја Андоновска, добро ви утро и добро ни дојдовте за прв пат на македонски корени. Добро утро, кај нас е утро. Многу сум благодарна за поканата, ги поздравувам сите слушатели. И баш ми е драго што искрено слушам како вие на еден убав начин ја негувате исто така македонската музика. Слушнав неколку убави македонски песни кои што е вистинска реткост да се слушнат и навистина се радувам за тоа. Ви благодариме. Добро утро и од мене, господја Андоновска. Ви благодариме што прифативте нашата покана и сте дел од македонски корени. Со задоволство ја прифаќам. Се што е поврзано со Македонија и македонската музика е моја професија и исто така пак ќе ви кажам, задоволство ми е што го работам ова и што сум ова утро заедно со вас да споделам дел од она што нели јас изминатиот период го работам. Гледаме, вие сте во природа, некаде убав сончев ден во Македонија. Добро, не е баш сончев, меѓутоа е убав, тука е секој ден убав и нема ништо побаво од тоа саботното утро да се помине во природа. Сакам да го споделам и тоа со вас. Подобро од македонското сонце нема никаде на светот. Најдобро грее. Претежно нас не грее кога сме надвора, кога ќе со носталгијата, кога ќе дојдеме кај нас. Иначе, по широката македонска јавност доста има слушано за вас, а ние пак од македонски корени многу често пуштаме ваши песни и говорено за вас. Но веруваме дека се уште има, можеби некој, кои недоволно се запознати со она што вие го работите, па затоа во оваа емисија ќе го ставиме акцентот на делот вашата досегашна работа, но претходно сакаме да слушнеме од вас лично која е Елена Андоновска. Една кратка биографија што би се рекла во 2 минути, а се друго ќе откриваме како што ќе течи разговорот. Кратко е, навистина тешко, но ќе се обидам. Јас сум имено вокален интерпретатор, работам во Танец, веќе 14 години сум дел од сцената на нашиот национален ансамбл за народни игри и песни. Имам искуство како професор по народно пеење 6 години во Државниот музичко-балетски училишен центар. Мајка сум на 2 деца и сопруга. И од 2018 година работам на моја солистичка кариера. Најпрво го изведов албумот Кој што ме чуе да пеам. Ова е сега нов албум за пеало Славе Пиле, кој што го промовирам овој период. Се што е поврзано со мене е поврзано со музика, или со семејство, или со музика. Јас просто не се сеќавам дека во животот нешто друго сум работел. Тоа е накратко. Така, господја Андоновска, од она што знаеме за вас, но и од ова што го слушнавме од вас денес, вие, иако сте многу млада, имате богата музичка позадина, пред се како вокалист во Танец, каде што и работите, како што рековте. Во наредниве минути акцентот ќе го ставиме на двата ваши албуми кои ги имате издадено. Ќе започнам со првиот албум, насловен Кој што ме чуе да пеам, по истоимената песна, нели? Кои песни се поместени во првиот албум и за кои песни од првиот албум имате направено видеозаписи? Така, првиот албум беше искреиран од 10 македонски народни песни кои што се добија свој аранжмани, или јас го имам албумот. Ова е предната страна. Вака. И ова е задната страна каде што се поместени сите песни. Инаку, еве ќе ги прочитам поред, нели, прва е Кирјана, Кој што ме чуе да пеам, Босо моме, Дали памтиш мило ливе, Мома седи на чардакот, Облога се фаќат момче и девојче, Дремка ми се дреме, Судбо моја, Шекерна, Сноштите братив на вода Керко. Тоа се 10 македонски народни песни, дел од нив се повеќе популарни, дел од нив се помалку и можам да кажам дека предизвик ми е кога работам по непопуларна музика, затоа што
таа треба да добие популарност. Оние песни кои што се веќе комерцијални и слушани, веќе можат само да добијат една друга свежина, ако некој ги препее, но оние кои што се подзаборавени, и како е важно, барем според мене, да се вратат и да се реставрираат на некој начин. Од овој албум, најпрво ја снимив видеозапис за песната Босо моме. Видеозаписот се снимаше во Лазарополе, и тоа во периодот на месец мај, крајот на мај, токму овој период кога таму цутат нарцисите, или во Лазарополскиот крај познати како ружи, кои што дават еден преубав опис на целиот тој предел. И не сакам да пропуштам можноста да снимам токму во овој крај, од кај што потекнува и мојот сопруг и една голема фамилија, можем да кажам. Сакав да му дадам акцент на тоа место, бидејќи како да е подзаборавено, не толку се дава можност да се снимат преубави кадри, има преубави ливади, и затоа сакав и да го забележам тоа место. Босо моме се снимаше во Лазарополе, понатаму за Мома седи на чардакот се снимаше исто така видеозапис во еден популарен, да кажем, етно ресторан во Скопје, Лира. За овој видеозапис ги одбрав моите колеги соработници кои што и всушност свират во самата студиска аудио изведба. Сакав да бидат дел од албумот и нели да на публиката и доловиме од прилика кој се учествува во овој албум. Така што се оно што се сработи, навистина сум многу задоволна како излезе. На крајот од овој проект би кажала, го заокружив со насловната песна, која што ме чуе да пеам. И се направи видеозапис за оваа песна во Ресен, и тоа во музеот во градот Ресен. Тоа е вилата, односно сарајот, познатиот сарај во Ресен, кој што е граден по стилот на Версај, а ние македонците и не сме многу свесни дека го имаме и какво парче на архитектонска уметност всушност поседуваме. Сакав да дадам акцент на овој регион, бидејќи исто така и не е толку популарен и исто така подзаборавен. Затоа и видеозаписот го снимав таму и го снимав во Велес, вториот дел во куќата на Васил Главинов, кој што исто така е еден, би кажала, староградски стил на градба. Така што со тие три видеозаписи го заокружив целиот овој проект кој што за жал не се испромовира концертно. Баш во оној период кога јас сакав да го промовирам концертно и сметав дека доволно сум зрела и јас самата и целиот тим и самиот проект е доволно испромовиран медиумски, настана пандемијата и се откажа многу од моите закажани настапи, но се надевам дека заедно со вториот албум ќе имам можност да го промовирам концертно и првиот. Токму така идат подобри времења. Вториот албум го насловивте исто така по една песна, запеало Славе и Пиле. Кои песни се поместени во вториот албум и за кои песни од вториот албум имате направено видеозаписи? Вака, запело Славе и Пиле е како еден вид продолжение на првиот албум. Не би кажала кој што ме чуе да пеам два, туку Запело Славе и Пиле е албум кој што сакав да биде и продолжение на првиот и малку поразличен од првиот. Пак би се навратила на првиот албум на господинот Александар Јовенски, мојот колега, кој што ги направи сите аранжмани за 10 песни. За разлика од тој албум, Запело Славе и Пиле го работеа паралелно со Дарко Илиевски, мојот колега од ансамбл Танец, инаку многу популарен композитор и армоникаш. Заедно, односно 5 песни од овој албум работеше Александар Јовенски, 5 песни работеше Дарко Илиевски. Песните кои што се поместени се Запеало Славе и Пиле, Бре невесте црно ока, Мори деј неверно, Влегло моме во градинче, Там дека има високи чардаци, Сношти појдов мила мамо на седенка, Ој девојче бело и црвено, Месечино мила сестро, Заспала Јана Јанинка и Река газет малој моме. Повторно имаме 10 песни кои што се можеби помалку популарни во однос на оној првиот албум. Направив намерно избор на непопуларна музика, на некомерцијална музика, изведена од нашите доајени. Еве, например, Бре невесте црно ока е изведена од Мирбет Белоска, која што малкумина луѓе ја знаат оваа песна. Запеало Славе Пиле и самата насловна песна е авторско дело на нашиот доајен Васка Илиева. И би ја поздравила тука незината фамилија, незината внука Душка Бангиева, која што ми даде права да ја препеам и да ја дадам свој аранжман.
Исто така, во двата албума се поместени песни кои што се испеани од македонските доајени, како Вања Лазарова, како Петранка Костадинова, Кирил Манчевски, Александар Сариевски, Никола Бадев. Накусо тоа е за двата албума и за програмата, но имаме и уште многу што да кажеме во врска со овие албуми и со сите учесници. Низ годините наназад, вие сите овие песни ги имате одпеано, но во нивната автентична верзија. Од каде и како се роди идејата за да се зафатите со проектот изработка на албуми на стари народни песни, но во етно стил? Ајде да почнеме прво со првиот албум. Па така се роди идејата да, ја би кажала дека ова е идеја заедничка на мене и на мојот сопруг, кој што е дел од двата албума, тој е перкусионист и играорец во ансамбл Танец веќе долги години. Еден од солистите многу забележени на сцената, но идејата ни беше да ги на некој начин учествуваме во акцијата за чувување на македонската музика, но не само со препев на песните, затоа што ако се препеат тие ќе добијат еден друг тип на интерпретација, но ако се даде аранжман и ако се даде еден друг облик, би кажала, звучен, тоа е веќе и личен печат на самиот интерпретатор. Сакав да направам нешто што ќе биде препознатливо за мене. Јас, нели, ја пеам песната во автентичен стил, она база е зачувана на изведување на песната, меѓутоа самиот звук од аспект на аранжирање на музиката е различен од основата. И затоа и сакав да направам нешто што ќе биде карактеристично за мене и кое што стилски мене ќе ме опише како интерпретатор. Добро, говоревте и кажавте за првиот албум, која беше иницијативната каписла за вториот албум, господја Андоновска? Зошто баш се одлучивте на овие песни и кој беше критериумот да ги изберете овие песни кои што пред известно време ги прочитавте од вториот албум, кои се поместени не само во првиот, него и во вториот албум, значи во двата албума, бидејќи вашето музичко творештво е доста богато? Многу е тешко за интерпретатор да се одлучи за тоа која песна ќе ја сними. Јас низ годините имам интерпретирано многу песни, меѓутоа морав да направам избор на 10. Обично ги бирам песните и според различни ритмови, да имаме на разноликост во однос на ритмовите и нели кога ќе слушателите да има динамика. Ги правев и по вкусот, нели, по мојот вкус. Најмногу сакав мене да ми се допаднат и јас сакам да ги интерпретирам, но и сакав да ги опфатам сите оние доајени кои што претходно ги набројав на македонската музика, за да нели им се даде и на нив еден акцент, бидејќи сепак, што ќе кажам повторно, тие не смеат да бидат заборавени и тоа е она на кое што јас работам, тоа е мојот мотив. Инаку, избор на песни, јас имам уште многу во мојата архива домашна и сигурно ќе чекам некој трет албум или некое друго време за да направам продолжение на мојата работа. Инаку паралелно се занимавам и со авторска музика, така што ќе видиме во период кој што следува на што точно ќе дадам акцент. Господја Андоновска, напоменавте со кого соработувате. Кој е одговорен за аранжманите и музиката на овие песни? Дали сите аранжмани ги има правено еден или се дело на повеќемина? Да, јас и претходно напоменав дека во првиот албум за аранжманите беше задолжен Александар Јовевски и он ги сработи сите аранжмани на сите 10 песни во стил што е препознатлив за него и навистина мене многу ми се допадна како се тоа го заврши. Во вториот албум аранжманите ги работеа заедно со Дарко Илиевски, односно 5 песни сработи Дарко Илиевски, а 5 Александар Јовевски. Но тука има еден голем тим на колеги, тоа се 16 мои колеги, инструменталисти и вокалисти, кои што учествуваат во овој проект. И би сакала да ги кажам сите јавно вака да им се заблагодарам, бидејќи беа навистина фер колеги кои што во период на пандемија ревносно ги завршуваа сите оние задачи за кои што се договаравме.
иако во пандемијата многу внимававме да се тоа биде по протокол и да не се случи да има некакви несакани последици целото тоа снимање. 16 луѓе сепак не се малку, не е мала бројка. Организацијата падна на мене, буквално јас да ги организирам заедно со сопругот, нели? Како да не се разминуваат и како да немаме нешто, не дај Боже, несакано. Тука се, значи, покрај Дарко и Александар, Дарко Ничевски, кој што свири на хармоника, Момчило Митровски кларинет, Илија Филиповски виолина, Маријан Антоновски перкусии, Филип Николовски акустична гитара, Филип Михајловски канон, Оливер Настовски ут, Андреј Трајковски зурла, Горан Гешовски бас гитара, Драган Гоневски чело, Зоран Костадиновски електрична гитара, Росина Мариновска и Мартина Костова се придружни вокали и Костадин Петрушев е исто така придружен вокал. На крајот би го поздравила и Ангел Ќосев, кој што е продуцент на двата албума. Инаку Ангел Ќосев е мој соработник веќе долги години и тој навистина е задолжен за она како целиот, би кажала, магичен звук го доби својот финиш, својот крај, он го кажа последниот збор, нели, за да нештото биде пуштено во етер и навистина сум многу благодарна што несебично се вложи и го даде максимумот во креирањето на двата албума. Многу песни од ново создадените го немаат сјајот на македонската народна песна, а со жалење морам да констатирам дека многу од старите македонски народни песни, но и од песните отпеани од доаените на македонската народна песна кои се препеани од многумина, го имаат изгубено македонскиот сјај и стил. Како успеавте да го вратите тој многу препознатлив македонски сјај и стил, па дури и дух? На што се должи тоа? Тоа се должи на големата љубов и големата посветеност на македонската музика и многу време поминато слушајќи ги интерпретациите на нашите доајени. Јас буквално уште од периодот кога го изучував ова во средното музичко, бидејќи учев во насоката за традиционална музика и игра, буквално по цело време слушав само македонски интерпретатори од интерпретација од нашите доајени, па и од она постара селска вокална традиција и градска вокална традиција, кои што за жал не се многу познати кај нас, меѓутоа истражував и на терен, јас имам многу теренско искуство како студент и како ученик, така што тоа се должи веројатно на целата моја кариера музичка посветена на ова. Тоа не се прави во период од една недела или еден месец, тоа не се учи за брзо, тоа е нешто што е процес. И веројатно истото резултира вака како што и вие кажавте, македонскиот стил е скоро и подзаборавен. Стилот на буквално стилот на интерпретирање на македонските песни кои имаат малкумина пејачи задржано во Македонија. Тие се уште, би кажала, живи легенди од кои што може да се учи. Меѓутоа, за жал, по новите генерации како да го одбегнуваат. Веројатно многу повеќе им се допаѓа стилот на соседните држави, имаме многу примеси од страна и во создавањето на новите македонски песни и во интерпретацијата. Така што тоа е веројатно и желба на секој интерпретатор и негова одлука, меѓутоа мојата одлука е токму на овој начин да ги интерпретирам овие песни. Вие сте дел од големото семејство на танец. Напоменавте претходно од кога точно сте таму и кој дел од танец вие го покривате, дали само преку песната или пак имате и друга улога? Јас сум долги години, веќе 14 години во танец, или од мојата 17-та година започнав како надворешен соработник, па потоа и како официјално, нели, дел од големото семејство, што кажавте. Започнав како играорка, имав една многу интересна ситуација токму на патувањето во Австралија имав една повреда, која што тоа беше 2009 година. При самото моје вработување всушност се случи тоа да се повредам и да не можам да продолжам да играм еден извесен период. Па во тој период од моје заздравување на околу 6 месеци падна одлуката да останам во вокалната група, што сум навистина многу среќна, затоа што јас од самиот старт
од самиот почеток знаев дека таму припаѓам, дека тоа е моето место и дека и многу потешко да се комбинира во танец, да се биде и играорец и пејач, тоа навистина е технички, па би кажала и невозможно, бидејќи секој од хоровите, дали е тоа играорниот хор или оркестерот или вокалната група, сите си имаме навистина еден посебен стил на работа, едни посебни принципи, тек на работниот ден кој што би кажала не е дозволиво да се комбинира. И затоа јас сум многу среќна што останав само во вокалната група, таму се посветив, таму се вложив. Луѓето веќе ме знаат долги години и дури ме знаат како Елена од танец, што навистина многу ми е драго, бидејќи не е така едноставно да се биде дел од една ваква брендирана институција, па уште и да те познаваат како Елена од танец. Навистина се радувам за тоа. Така. За да се направи еден ваков проект, треба голем тим. Напоменавте 16 мина. Има ли други кои учествуваа во креирањето на овие два албуми? Па, јас како што кажав, тоа се музичарите и во двата албума, со тоа што во вториот албум е малку зголемен, проширен составот. Како што кажав, тука имаме и Зурла, Ут, Канон, кој што ги нема во првиот албум, меѓутоа во вториот малку се збогати екипата. Јас би ги поздравила и продукција Арт Студио би се навратила на видеозаписите, бидејќи со нив веќе сработив 4 видеозаписи и среќна сум што имам тим кој што буквално ја сака работата исто како и јас и кој што го дава максимумот. Инаку во делот на музичарите би кажала дека делот тимот што го прочитав се мои колеги од групата Седенка, инаку јас сум дел од групата Седенка. Со таа група наставуваме приватно на онаму каде што ќе бидеме поканети. Така што и тоа е едно мало мое семејство со кој што многу често се гледаме, се дружиме и приватно соработуваме и исто така и тие несебично веднаш ја прифатија поканата да бидат дел од овој проект. Еден поздрав до група Седенка и се надевам дека наскоро ќе ни биде дозволено и тука да работиме и да музицираме заедно. Госпоѓа Андоновска, дали овие два албума во кои се поместени песните за кои вие се одлучивте да им дадете нов сјај, можеме да ги наречеме како чувари на сјајот на македонските народни песни? И што всушност за вас значат овие два албума? Овие два албума за мене се, конкретно за мене, за мојата кариера, се мој личен печат. Ова беше почеток на една моја солистичка кариера и покрај тоа што бев долги години на сцената, јас морав да најдам модел како да започнем своја кариера и сум среќна што веќе изградив, да кажем, свој стил по кој што сум и препознатлива. А за тоа многу ми помогна мојот тим, бидејќи без нив секако јас сум ништо. Овие два албуми просто не само за мене, би требало и за целата македонска популација да бидат од големо значење, бидејќи во овие два албуми се крие и националниот идентитет на нашата земја. Чувањето на македонската музика е чување на македонската духовна култура. А духовната култура е, знаеме сите, едно најголемо одбележје за еден народ. Така што, штом си ја чуваме и сакаме музиката, тогаш си ја сакаме и државата и народот. Така. Господја Андоновска, дали сакате да ни откриете која ќе биде следната песна за која ќе направите и видеозапис, иако не ви е тешко секако, да ни отпеете еден дел од истата? Јас направив видеозапис за песната Мори Деј Невено. Јас би кажала нешто и околу тоа прво. Видеозаписот го направив во чест и во спомен на Вања Лазарова, која што е доаен на македонската музика и која што, за жал, и последните години од незиниот живот ги помина заборавена од нас. Сакав да ја обновам оваа песна која што таа ме испеано и видеозаписот го снимав во Страцин, во незиното родно село, покрај незината куќа. Многу ме прашуваат зошто токму ја одбра таа куќа за да снимаш таму. Јас им велам, таму има снимано Вања Лазарова, таа е незината родна куќа. Така што исто така во Куклица, во Кратово, тоа е незиното родно место, роден крај.
сакав да ги забележам убавините и на нашата земја, а и оваа песна да си добие видеозапис. Едно нешто на кое што ќе работам, ќе бидат песни исто така од овој албум. Не би откривала точно за кои песни ќе се работи, но би спеала еден рефрен, иако сум во природа. Еден дел од последната песна, Река газит мало и моме. Еве еден поздрав до сите. Река газит мало и моме, бели му се нози. В рука држит кошничица, полна с љубичица. Сестре тие, мома и момче, во тесно сопаче. Проговара мало и моме на младо јуначе. Тоа би било тоа, инаку Супер. една убава македонска песна, ето еден поздрав од мене до сите слушатели. Вие напоменавте Мори Дей Невено, ние таа песна денес со таа песна ќе ги послужиме нашите слушатели и гледачи низ целиот свет. Сигурно вие приметивте дека во разговоров се трудевме да не говориме за политиката. Иначе нашата емисија е секогаш мешана, многу политика има внатре, меѓутоа денес се одлучивме да не говориме, но сепак јас не можам да не проговорам за политика. Ке ве прашам нешто. Вие сте долго време во танец. Оваа власт го промена насловот и од македонски ансамбл на народни песни и ора постана само национален, без да кажат за која нација се работи. Како е чувството кога ќе се оди во ова установа да се тренира, кога ќе видите на надписот дека нема македонски, не само вашето чувство, него и чувството на повеќето играорки и играорци од семејството на танец? Ако не ви е тешко да опишете само чувството, не дали било правилно или неправилно да се мени, него само сакам да го слушнеме како ја осеќават. За нас е неприфатливо. Ние ги промовираме сите ора и песни на танец, меѓутоа не боли она што го направи оваа влада. Тука беше и директорот пред неколку години, тој вети дека ќе делува да се врати името назад, меѓутоа тоа ништо. Да, искрено, ние како македонци сме сите погодени од ова што го кажавте и не сме многу среќни што не се промени името. Меѓутоа, конкретно за танец, секако дека не ни се допаѓа. Не сме среќни, меѓутоа, тоа е веќе работа на некои други органи. Ние уметниците имаме за право и за работа само да ја негуваме и тоа ќе продолжиме да го правиме. Македонската игра и песна ние не можеме, ниту пак сме прашани дали сакаме или треба да делуваме за нештото да се смени. Тоа ќе го оставиме на некои други органи, а ние ќе продолжиме да си ја чуваме нашата духовна култура и да го работиме тоа што сме го работеле до сега. Јас на вистина со политика не се занимавам толку. Еве, вие, како што кажавте, имате теми на политичка основа, меѓутоа јас сум многу неинформирана и работам само на музика, така што политиката ќе оставам за политичарите и за оние кои што имате тоа професија, веројатно многу подобро ќе го сработат од мене. А тоа дека јас ја сакам Македонија и македонската музика, тоа го докажува преку мојата работа. Бидејќи ја сакате Македонија и македонската песна, а не се занимавате со политика, можеби е денеска одлично време во 18:30 да го поддржите мирниот протест организиран од македонците од светот за слобода на уставобранителите. Па, јас ова не го знаев како информација, ама ете, можеби. Благодарам. Господја Андоновска, ви секако ни причини задоволство вашето учество во Македонски корени, да се разделиме со желба за се најубаво до вас, да создавате уште многу во вашата музичка кариера, нови промоции, видеозаписи и останати новитети кои ќе ви следуваат на музички план. Со желба за повторно учество на Македонски корени, имајте си пријатен викенд, до слушање и секако довидување.
Благодарам уште еднаш за поканата и поздрав до вас и до сите слушатели. Сакајте и чувајте македонската музика. И како што рековме, ќе ве поздравиме и вас и сите слушатели и Facebook пријатели кои што ги има во огромен број со убавата песна Мори Дей Невено. Во исполнение на Елена Андоновска. Пријатно и до слушање, остануваме во контакт. Пријатно. До слушање. Пријатно. Да, ама и природата и помогна. Јас реков, ако сакаш,